се зголемува борбата против глобалниот тероризам, но и се зајакнува безбедноста на Македонија. За измените во овие вести разговарам со министерката за внатрешни работа Гордана Јанкуловска, да гледам што се делат вестите. Вчера на влада беа донесени измените од кривичниот законник, каде што затворска казна ќе има за оние учесници кои што учествуваат во паравојски, во параполициски формации и секако во странски војски. Па овој чекор кој го превзеде владата е практично уште една потврда за нашата одлучност да бидеме дел од глобалната коалиција за светскиот мир, бидејќи предизвикот на кој одговараме е предизвик за целиот свет и практично речи сите земји во светот се соочуваат со проблемите за кои зборуваме. Измените на кривичниот законник ќе значат една нова моќна алатка за службите кои се надлежни за националната безбедност, но и ќе испратат силна порака до сите оние кои од било кои причини одлучиле во минатото или сега да учествуваат во странска војска, странска полиција, паравоена или параполициска организација, и со ова практично се дооформува и допрецизира законската регулатива, бидејќи во минатото Република Македонија во нејзиното законодавство имаше одредби со кои се санкционираше организирањето и поттикнувањето на групи или поединци кои заминуваат да војуваат во странски воени, полициски, паравоени или параполициски сили. Меѓутоа, конкретна запретена казна не постоеше за оние кои де факто го прават тоа. Сега на еден многу попрецизен начин се уредува оваа проблематика и освен што се казнуваат организаторите, се казнуваат и оние лица кои директно учествуваат, се казнуваат и оние кои ги финансираат ваквите активности, лицата кои повикуваат, дали се работи преку средствата за јавно информирање, видео, аудио материјали, социјалните мрежи. Значи, комплетно се заокружува системот и самиот факт што подготвителните действија за вакви кривични дела и самиот обид за сторување на едно вакво кривично дело е казнив, дава јасна слика за одлучноста на Република Македонија да се справува со ваквите појави, односно најригорозно и најостро да ги санкционира. Министерке, за да бидеме појасни за гледачите, овие измени не се однесуваат за луѓето кои што учествуваат во мировните мисии, нели, како што се и НАТО. Процедурата налага во владата помина сега собранието, секако пратениците треба да го изгласаат овој. Значи, апсолутно измените не се однесуваат на учеството на нашите мировници во мировни мисии, не се однесуваат на активности и операции од признаени меѓународни организации и институции. Сето тоа е поинаку регулирано на еден сосема поинаков начин и Република Македонија и таму останува партнери во иднина. Сега останува законот кој практично денес е испратен до собранието на Република Македонија да биде разгледан, анализиран од страна на пратениците и јас верувам во еден разумен рок да биде усвоен, со што практично измените ќе стапат на сила и ние со овие измени како Министерство директно надлежно по однос на проблематиката за национална безбедност ќе може да почнеме со нивна имплементација, односно санкционирање на оние случаи каде што ќе дојдеме до докази и информации врз основа на кои ќе може да поднесеме соодветни пријави за лица кои учествувале во вакви полициски, воени, параполициски или паравоени формации. Меѓутоа, да појаснам дека лицата кои имаат двојно државјанство, значи на некој начин обврска и кон други држави, нема да бидат опфатени со овој закон, бидејќи државјанството е една правна врска помеѓу лицето и државата и освен што носи права, носи и одредени обврски кои потекнуваат од таа врска. Последно прашање, министерке, какви се состојбите на терен? Еве, слушнаме претходно имавте изјава, рековте дека сте во постојан контакт со косовските власти, на Косово имаше голема акција каде што беа уапсени повеќе од 40 учесници на страна на џихадистите. Се следили состојбата, каква е? Службите надлежни за националната безбедност практично будно и деноноќно ја следат состојбата и мобилизирани се сите ресурси кои ние ги имаме на располагање во функција на одржување на една стабилна безбедносна состојба. Меѓутоа, фактот што се почесто и во регионот, но и пошироко сме сведоци на одредени однесувања, поединечни акти или организирани групи кои може да се подведат под битието на ова кривично дело, зборуваат дека ние се соочуваме како општество и не само Република Македонија, туку и другите држави со една закана која е многу сериозна и заради тоа бара сериозен и темелен пристап
пристап токму таков како што и Република Македонија го има, и со донесувањето на овие измени со кои се санкционираат меѓу другите и директните учесници, односно лицата кои учествуваат во странски воени, полициски, паравоени и параполициски сили, испраќаме јасна порака дека Република Македонија е на страна на светскиот мир и на страна на жестока борба против тероризмот. Министерке, благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5.